20 дена по изборите Македонија оденесе со нов парламент. Точно напладне, со рутинска постапка него го спроведе Талат Џафери, со што новиот законодавен дом веќе е во функција. Што граѓаните очекуваат од новиот парламентарен состав, поготово во услови на тешка економска состојба и глобална пандемија? Ништо не очекувам, бидејќи ќе биде исто како и претходно. И претходно и таката. И ништо нема ни да направат. Ништо. Што треба да направат за граѓаните прво? Ништо не може никој да направи. Се најубаво. Со Господ напред нека и што да кажем друго. Што треба да направат? А у ни една земја не спаѓа дистрибуција, значи електростопанство не спаѓа у приватниот сектор. Што значи треба монопол, треба да го сруши тај монопол со Евона. Ако конститутивната седница помине очекувано, сега клучното прашање е како ќе се одвива формирањето на новата влада. Ќе искористи ли Заев предноста на победата и спокојно ќе направи влада или пак го чека непредвидена политичка кривина? Лично мислам дека изненадување не може да има од проста причина што каква и да се направи и да се формира влада, консеквенцата на оваа констелација е слаба позиција и слаба опозиција. Значи, што и да се случува, гарантирани се нови избори, затоа што не постои нити еден елемент кој што има некаква разлика со која што ќе покаже доминација, а со самото тоа и наметнување на своите платформи и програми. Не би ме изненадило да има широка коалиција и не би ме изненадило дури и да се врати старата коалиција СДСМ-ДУИ, па да се даде и Албанец премиер. Ако се биде според планот за било кој мандатар, Македонија за помалку од 20 и не повеќе од 30 дена ќе има нова влада. Што за новата влада е приоритет? Ова е време во кое што приоритети не постојат, освен одржување на стабилност каква таква во услови на корона. Затоа што кризата направи нови проблеми покрај постоечките. А со самото тоа и отвори проблеми кои што спречуваат имплементација на било какви нови идеи, стандарди, програми и така натаму. Македонија во моментов е во голема здравствена и економска неизвестност и секој потек на владата има исклучителна важност и за сегашноста и за иднината. Одговорноста е огромна, а такви се и очекувањата.